првото кутивче и одобрение за производство на најпознатиот македонски производ, лекот за главоболка кафетин од 1957 година, е изложено во музеот на компанијата Алкалоид во Скопје. Генералниот директор и председател на управниот одбор на Алкалоид, Живко Мукаетов, за Гласот на Америка на македонски вели дека овој музеј, кој е единствен од овој тип во државата и регионот, бил создаден да сведочи за историјата на компанијата од нејзиното создавање во 1936 година до денес. Во овој музеј може да се најдат многу интересни сегменти од развојот на самата компанија, од да кажеме првите извозници фактури кои се пред Втората светска војна, па преку првото појавување на формалното име Алкалоид 1945 година, па преку првото пакување на кафетин, па преку првото пакување на бекутан, па преку сите оние машини кои функционирале и во 50-тите и во 60-тите години и на кои се произведувале производите во тоа време, значи еден голем диапазон на разни сегменти од развојот на компанијата. Менаџерката Маја Стевкова не поведе низ поставките каде покрај легендарниот кафетин и првите пакувања на култниот бекутан од 1978 година може да се види и целокупната историја на билка со брендот Good Nature од 1966. Тука се и најстарите индустријски машини, ретроспективата на логото на компанијата и примероци од првите изданија на така наречените фабрички весници на Алкалоид од 1971 година. Најважно место зазема брендот Алкалоид, меѓутоа бренд кој што навистина е нешто најзначајно за компанијата е брендот Кафетин, кој што би рекла дека може да го ставиме на пиедесталот на нашата компанија. Од тука и почнува поставката во музеот со автентичен примерок од таблети кафетин, уште од далечната 1957 година, кога е добиено и првото решение за производство и ставање во промет на овие таблети, кои што содржат во својот состав алкалоиди, од каде што и произлегува името на компанијата. Стевкова вели дека доминантната нишка и движечка сила за нивната компанија е вложувањето во истражувањето и развојот. Уште во далечната 1966 година е формиран првиот институт за истражување и развој, чии што фотографии на делата на вработените тогашни во Институтот за развој може да се погледнат, кои што секако резултирале со многу успешни патенти и во тие 70 и 80 години, но веќе и во 21 век, каде и нашите колеги, кои што сега работат во Институтот за развој, продолжуваат со истражувачката работа и работата на развој на нови производи. Мукаитов значењето на музеот на Алкалоид го гледа и надвор од рамките на фармацевската историја и го лоцира во првата половина на 20 век. Од тој аспект па ми е посебно драго што Алкалоид е најголемата компанија во Македонија која постои од тоа време, покрај тука нели се пиварите, фабриката за чоколади, тутунските комбинати и тоа е нешто што е останато од она време. Но мене ми е драго што еве се покажува таа една резилиентност, таа една компетитивност, да можеме да бидеме спремни низ разни фази на историјата, компанијата да се развива, да се гради и од едно производство со 15 вработени, кое е произведувало 350 килограми на суровини во тоа време, 1936 година, и кое било основа за една цела производна гранка која денеска е фармацијата во Македонија, па до денеска компанија со над 3000 вработени, како што кажав, присутна во над 50 земји во светот и која е спремна да се носи со предизвиците на идното модерно време. Музеот на Алкалоид се протега на 300 метри квадратни површина. Таму ќе ги видите портретите на сите поранешни лидери на компанијата. Мебелот од канцеларијата на поранешниот генерален директор и председател на управниот одбор Трајче Мукаитов. Дел од колекцијата на музеот е информатичката технологија Алка-САП, создадена во 2007 година. Голема радост се и трофеите кои што Алкалоид ги освоил во полето на шахот и ракометот.